И покрај ознаката нова генерација, RAV4 е поставена на надградената верзија на постоечката платформа TNGA-K, како што би претпоставиле од модел кој е повеќе редизајниран отколку целосно нов, димензиите останаа во голема мерка непроменети. Должината е зголемена за 2 и висината бележи плюс 2,5 см. Меѓу скиното растојание остана непроменето. Во својот препознатлив стил, Toyota не направи шокантни дизајнерски промени, но доволно интервенира за да го направат RAV4 свеж и интересен. Напред се ставени поостри лед фарови, маска во боја на каросеријата и поголеми дифузори за поагресивен изглед. Интересно е што во зависност од опременоста се вградуваат 3 различни маски на ладилникот. За подобар впечаток се задолжени новите дизајни на алуминиумските тркала, достапни во големини од 17, 18 или 20 инчи, во зависност од нивото на опрема. На задниот дел доминира светлосен кластер со затемнета завршница во кој се сместени новите LED задни светла. Внатрешноста на RAV4 исто така е освежена, а се е насочено кон практичност без жртвување на стилот. Новата 12,3 инчна дигитална инструмент табла е стандардна, придружена со самостоен инфозабавен дисплеј кој доаѓа во 10,5 или 12,9 инчи. Важна нова карактеристика е воведувањето на софтверот Arene, опишан од Toyota како прв чекор кон софтверски дефинирано возило. Оваа платформа ја напојува најновата верзија на инфозабавниот систем Toyota Audio Multimedia со сите модерни функции за поврзување и го поддржува подобрениот пакет Toyota Safety Sense 4 ADAS, кој дебитира на новиот RAV4. Можеби најголемата промена е што RAV4 сега е целосно електрифициран. Исчезна верзијата само со бензински мотор, остапувајќи место за погонот со самонапојувачки хибрид и приклучен хибрид. Двете го користат познатиот 2,5 литарски 4-цилиндричен бензинец. Во новата конфигурација RAV4 хибрид располага со комбинирана моќност од 229 со погон на предните тркала и 239 коњски сили со погон на сите тркала или 17 коњски сили повеќе од претходникот. Во меѓувреме, RAV4 со приклучен хибрид стандардно доаѓа со погон на сите тркала и испорачува 324 коњски сили, што е зголемување од 18 коњи. Покрај додадената моќност, приклучниот хибрид само на струја може да дофрли околу 80 км. Стандардно е вграден полнач со моќност од 11 кWh, додека за повисоките нивоа на опременост се добива можност за употреба на брзо полнење. Ова значи дека може батеријата да се наполни од 10 до 80% за само 30 минути. Toyota соопшти дека ќе го лансира новиот RAV4 во над 180 земји низ целиот свет. Новиот RAV4 би требало да пристигне во Европа на почетокот на 2026 година, додека македонската премиера се очекува идната пролет.